Ваше блаженство, архиепископ Охридски и Македонски наистина прва, господин Госвен Стефан, почитувана ректорке на Универзитетот Свети Кирил Методи, професор Билјана Ангелова, Ваше високо просвещенство, почитувана ректорке, проректорке професор Гечевска, почитуван декан на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски, доктор Илче Мицевски Игнат, почитувани академици, директори, професори, учесници, драги студенти. Особена чест и искрено задоволство представа можноста да се обратам по повод отварањето на Кирил-Методиевите научни средби, кои веќе трета година ги организираат Институтот за национална историја и Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски, взаемно обединети преку духовното и културното наследство на Кирил-Методиевската и Свети Климентовата традиција. Иницијацијата за возстановување на академски форум посветен на честувањето и научното проучување на светите Кирил Методи, кој отсуствуваше во македонскиот научен простор, произлезе од чувството на историска, духовна и национална одговорност, што споделуваме како академски институции, како држава, црква и како народ македонски. Фактот што токму од Македонија се ширила светлината на словенската писменост и христијанската просвета кон останатиот словенски и европски свет, не обврзува постојано да го реоткриваме, истражуваме и научно да го валоризираме капиталното дело на нашите и сесловенски светители. Македонија не представува само географски простор во кој се развило Кирил-Методиевското дело, туку духовно и културно извориште. Произлегувајќи од македонскиот културно-историски ареал, светите браќа недвосмислено афирмирале својата просветителска и мисионерска визија врз јазичниот, духовниот и културниот хабитус на македонските словени. Особено значена е дејноста на словенското кнежество во Стримовско-Бргалничкиот регион, каде што се создавале темелите на словенската духовна и јазична матрица, која својата целосна афирмација ќе ја достигне преку Моравската мисија. Во тој контекст Теофилак Охридски ќе ги представи светите Кирил Методи како носители на апостолската мисија меѓу словените, определувајќи го нивното дело како рожба на вистинска апостолска душа и духовна благодет. Врз овој духовен темел, преку Охридската книжевна школа, востановена од Свети Климент, била извршена преобразба на духовната и културната парадигма на македонските словени, како и на целиот словенски свет. Во оваа смисла особено силно одекнува Свети Климентовата мисла, која го рефлектира неговото независно делување, дека словото и просветата се дадени од Бога за духовно просветлување на народот. Тој, како што ќе нагласи Теофилак, го зацврстува умот на народот врз основите на вестинската христијанска религија и ја подготвува од црстината на нивната вера. Токму затоа делото на Свети Климент Охридски останува клучно сведоштво дека Кирил-Методиевската традиција во Македонија не била само продолжена, туку и творечки развиена, продлабочена и институционализирана во посебен книжевен и духовен израз. Со Свети Климент, наследството на Кирил Методи станува инхерентно неодвоиво од Македонија, сочувано, негувано и одржување од народот во црквите и манастирите, во најстарите ракописи фрескоживописот. Во прогласот кон Светото Евангелие, Свети Кирил ќе нагласи: Христос доаѓа да ги собере народите јазиците, бидејќи тој е светлината на овој цел свет. Затоа слушнете сите словени, оти овој дар е даден од Бога. Афирмирајќи го правото на словенските народи на собствен богослужбен и книжевен јазик, светите Кирил и Методи ги поставиле во принципите на равноправноста на духовниот, културниот и идентитетскиот израз. Наспроти ваквите принципи, кои денес представуваат темелни вредности на Европа, забележуваме континуирани политички тенденции за национализирање на Кирил-Методиевското наследство и исклучување на другите. На политичката инструментализација на сесловенското дело на Кирил Методи, кој се деградира во инструмент на идентитетски хегемонизам и оспорување, ние одговараме со научна аргументација за универзалните вредности на Кирил-Методиевското наследство. Преку академскиот диалог го афирмираме и македонскиот континуум, изразен преку Охридската книжевна школа, Охридската архиепископија,
манастирските и книжевните центри, ракописните и иконографски традиции, како и живата меморија кај македонскиот народ за светите Кирил и Методи. Тоа е онтолошка втемеленост, заснована на научни аргументи, што сведочи дека Кирил-Методиевската и Свети Климентовата традиција кај нас не е абстрактна идеја или некаков политички конструкт, туку органски вграден во самото историско битие на македонскиот народ. Нашето културно и духовно постоење со векови се дефинирало и обстојувало преку овој извор, што го прави македонскиот континуум нераскинлив дел од европската културна и историска реалност. Дозволете на крајот да ги искористам зборовите на архиепископот Досите при интронизацијата на поглавар на автокефалната Македонска православна црква во 1967 година, кој ќе рече: во самиот почеток на христијанската црковност на македонците над македонското небо изгрева величествено созвездие. Две сјајни звезди го обединува во созвездие. Тоа беа светите браќа Кирил и Методи. Ни силата на верата тие им дадоа на словенските народи основна христијанска просвета и поттик за еден постојан развој кој продолжува и до денешни денови. Водени од начелото на научната мисија за одржувањето на сјајот на Кирил-Методиевското наследство, кое го осветлува денешниот македонски небосклон, уверен сум дека овие научни средби ќе дадат бележит придонес кон одржувањето на Кирил-Методиевското наследство, како траен, духовен и културен светилник на македонскиот народ и на словенскиот свет. Како што напишал Теофилакт, Кирил и Методи не само што го просветија народот, туку им дадаа средства преку која ќе спознае вистината. Посакувам успешна и плодна работа.